Овозможено од Good Nature Energo C, чај за будење на сите ваши сетила. Последниве, да речам, месеци се вртат што видеа, што и на билборд го гледаме твоето име, каде што вели 30 години К15, нели, настапите во живо на нашите легенди и таму пишува режија Синиша Евтимов, оркестрација, еве го, диригент и оркестрација Џија Неми. Ова сигурно не си мислел дека ќе се случи. Сигурно. Така? Види, пред некоја година имаше некоја идеја многу откачана. Добро. Со филхармонија да се направи концерт на стадион со К15. Тоа беше интерна, ајде да кажем, наша шала. Добро, бидејќи да објасниме, ти свириш со филхармонија сите оние концерти на отворено во парк, ти ги правиш оркестрациите, така? Имаше филмска музика, имало 8 години, јас работев на тој проект. Добро. Ги водев тие концерти, а и дел од филхармониските концерти, нели, во сала што се случуваат, така да, дека сигурно на крај памет не ми било никогаш дека ќе правиме концерт со К15 музика, со оркестар голем, сигурно дека не. Кога ми се јави, па ти ми се јави. Ми се јави за дали би сакал да правиме концерт заедно со К15. Во тој момент ја бев со Синко, со син ми. Кој има колку години? Кој има неполни 14 години. Не бил ни роден кога завршиле со Не бил ни роден, со снимање. И јас разговарам со тебе и вака, нели, завршивме со муабетот и му викам, ми се јави, ја викам да правиме концерт со К15. Одма да прифатиш. Викам, од кај ги знаеш ти К15? Да. Како вика не ги знам К15? Викам, малце ли ти си ни зборил за кичмата? Првото. За кој му ја скрши кичмата на брат му и така. Да, и децава ги знаат. Сега тоа сакам да прашам. Ги гледа пример на TikTok на нешто, кај ги фаќа? Мислам на YouTube, претпоставам. На YouTube. Не знам, ја немам TikTok. Така? Може и на TikTok да си ги гледа. Знаеше се за К15. Да, Инсистираше да прифатам. Видиш. Мислам, ја јонака ќе прифатев нормално. Така. Само имав уште една дополнителна поддршка од дома.